Добро вечер. Рекордот конечно е постигнат. Во центарот на Скопје квадратен метар чини 3000 евра. Значи, ако сакате да купите стан од 100 квадрати, ќе треба да платите 300.000 евра. Вечерва во мојата емисија ќе разговараме на тема станови. Ова се моите гости и ќе почнеме со младиот господин. Каде живеете вие? Па јас живеам во строг центар на градот. Ако мојата зграда е овде, веднаш на само 2 метри има друга зграда. Симпатично. И да ви кажам, кога комшивката готви, јас го отварам прозорецот бидејќи таа толку вкусно готви. Тие миризби кои ќе се расшират низ целата зграда, јас уживам во тие миризби, но Мусака, полнети пиперки. Браво, што се браво. не имам еден проблем само Што? кога прави запрашка. Имам алергија на кромидот и тоа е тежок мирис, тогаш го затварам прозорецот. Инаку зидовите во зградата се поприлично тенки, па секоја втора вечер ги слушам комшиите како водат љубов. Да ви кажам искрено, јас откако купив стан во центар, немам пуштено порнич на интернет. Блазе си, што друго да кажам? Убаво ја отворивме темата. Господје, дали вие живеете во центар? Да, и јас живеам во центар и јас и мажот ми имавме среќа да купиме стан за само 1800 евра квадрат. Джабе сте го нашли. Джабе го Браво. купивме, да, ама на кредит го земавме, ќе си го отплаќаме до пензија, али да ви кажам, вреди за секој денар. Многу е тивко у зградата, многу е убаво, многу е романтично, зја е зградата празна. Па затоа е тивко. Да, заради тоа е тивко. И да ви кажам, сите роднини и пријатели ни се љубоморни. Абе, од очи им се гледат дека љубоморат затоа што ние живееме у центар. Да, парла италијано? Не ве разбирам. Дали зборувате италијански, ве прашав? Не, господје. Епа, и ја не зборев до пред некое време, од кога се вселивме у станот на метро и пол од мојата зграда, Така? комшијата Лазе живее у соседната зграда и он учи онлайн италијански. Така. И он ги отвара прозорите, си пушта онлайн италијански, он учи и ја Вие учи. учите. Сигурно сте талентирана за јазици. Да. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono italiano. О, прекрасно, Па, господјо, ви прекрасно. благодарам, секоја чест. Одиме со нашиот последен соговорник. Каде живеете вие? Добро вечер, јас живеам на повеќе локации, пошто имам повеќе станови. Инаку јас сум бизнисмен и купувам станови. Според мене многу е глупо да ги чуваш еврата у сеф. Добро е да ги вртиш. И затоа ја инвестирам. Пред едно 7 години купив 2 стана во центар, еден во Кисела Вода и еден во Грчка. Тогаш ги платив по 1000 евра квадратен метар. Денес чинат дупло повеќе, така што сега ако ги продадам, ќе чарам најмалце 250.000 евра. Браво, господин. Ова е човек од акција. Да. Секоја чест. Добро, што да ви кажам, последниот попис, направен 2021 година, покажа дека само во Скопје има 60.000 станови. Повторувам, 60.000 станови што се ненаселени, зјаат празни, од сабајле до вечер. Но и покрај сето тоа, и самите гледате дека во Скопје се гради на секое можно местенце. Извинете, ќе може да завршуваме со емисијава? Зошто? Па, вечерва е таа втората вечер, кај да е комшии веќе почнат да се пеглаат, не сакам акција. да го пробуждам нивниот најнов порнич. Добро, ви благодарам што бевте гости во мојата емисија. Се најубаво и пријатно. Почитувани гледачи, пријатно. Даниел, ги исклучи камерите? Исклучени се. Абе, да дојдам и јас кај тебе да го гледам порнично. Бе, дојди само земи винце, чипче, нешто да ужива. Ајде, одиме заедно. Пријатно, ми беше драго. Ајде, Пријатно. пријатно. Ајде. Одиме. Што викаш? Стенка.